Да, еве сме ние назад во студиото на Македонија денес и беа тоа утринските вежби кои што ние ги насловивме хаштаг вежбам редовно во понеделник и среда. Во Македонија денес можете и вие на убав начин заедно со нас да го започнете денот и да примените малку повеќе физичка активност, се со цел подобро здравје, а и на подобар начин да ги поминете сите останати обврски кои што ви предстојат. Тука некаде е време да почнеме и нашата прва тема. Уште на стартот ќе кажам дека ќе бидат добредојдени и вашите јавувања, можеби да ги слушнеме и мислењата кои што ги имате за истата, а ќе ви представам во продолжение за што ќе зборуваме. Рециклирај и донирај или еден убав концепт во кој што драго ми е дека се вклучуваат се повеќе здруженија, а се надевам дека преку тоа и се повеќе граѓани што се дел од нашето општество. Ова е еден концепт и систем кој што нели започна како приказна за собирање на отпадно масло за јадење од големите потрошувачи, концепт на Сунилен Македонија, но потоа оваа идеја се разви понатаму со тоа што и семејствата кои што сакаат да се вклучат и да дадат придонес во овој концепт, тоа може да го направат во рамки на своите домаќинства. Како и да е, јас реков сите детали на кој начин би можеле и вие да се вклучите со своето домаќинство и како всушност донирајќи го ова отпадно масло вие можете да помогнете, сето тоа ќе го слушнете во продолжение. Имам тројца гости со кои што ќе говориме на истата оваа тема, па време е да им посакам добре дојде во Македонија денес на Андреј Ѓокик, кој што е представник на Суниленс Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Со нас во студиото и Тони Станковски од Здруженијето Љубезност. Добро утро и за вас. Добро утро. Да, и заедно со нас Гоце Николов, кој што е представник од Здруженијето Порака Неготино. Добро утро и добре дојдовте. Мене ми е драго дека во Македонија денес ќе отвориме оваа тема и во самата најава кажав дека ова е еден пред се поширок концепт кој што го започна Суниленс Македонија, па затоа и со ова сакам да стартуваме. Како досега се одвива целиот овој концепт и може ли неколку зборови повеќе пред се за самата идеја и начинот на кој што го поставивте? Функционира ли онака како што треба и има ли барем досега позитивни резултати и придобивки? Значи, прво би почнал со концептот на циркуларна економија, која што е нормална практика во западните земји, односно каде отпадните суровини се преработуваат и се рециклираат во обновлива енергија, што е од бенефит за целото општество. Од таму започна и нашата идеја во поглед на управувањето со отпад, каде од 2009 година станавме првата овластена компанија за управување со отпадни масла за јадење од растително потекло и почнавме најнапред да соработуваме со прехранбената индустрија, односно со хотели, ресторани, сендвичари, сите производители на храна, големи и мали. Во текот на овие скоро 10 години, значи воспоставивме еден екосистем на директно собирање на отпадните масла, кои што се создаваат при приготвување на храната, и потоа тие влегуваат во нашиот систем за управување со отпад, каде понатаму се филтрираат, се преработуваат и потоа ги извезуваме надвор во европските фабрики, каде што се произведува биодизел, кој што е погоден за природата. Поради тоа имаме и сертификат нормално од нашите министерства кои што континуирано се обновуваат и исто така сертификат и од Европската унија за да се осигура дека нашиот систем е соодветен и да се следи текот на отпадот. Бидејќи имавме доста успех во прехранбената индустрија во текот на овие 10 години да кажам, сакавме да започнеме еден нов проект и за домакинствата, бидејќи тие досега, односно до 2017 година немаа можност да го селектираат и собираат отпадното масло во своите домови. Бидејќи имавме одлична соработка претходно воспоставена во поглед на донации со Здруженијето Љубезност Тони и нивниот тим е исто така доста ентузијастички работи за хумани цели, заедно дојдовме до една идеја каде што го започнавме проектот Рециклирај и донирај, кој што комбинира два аспекти: можност, значи, еколошки да се третира маслото од страна на домакинствата и при тоа доколку сака, секој собирач има можност да направи една, да кажеме, хумана активност, односно да донира масло до социјално загрозени семејства преку Здруженијето Љубезност. Здруженијето Љубезност на убав начин се приклучува кон еден ваков концепт, но овој пат групата која што е всушност инволвирана или која што треба да се вклучи практично со домакинствата, не овој пат оние големи потрошувачи, тие веќе барони што сакаат се дел од овој систем. Кога
ја представивте за почеток ова идеја, овој концепт, какви беа пред се реакциите на луѓето? Генерално важиме за хумани луѓе, но овој веќе е еден поинаков концепт, една нова навика која што да кажеме во домаќинството би требала да се примени. Какви беа реакциите на луѓето и дали за почеток сметате дека ова нешто кое што ќе може се повеќе да се шири низ домаќинствата во Република Македонија? Започнавме како пилот проект, нели април, мај минатата година, првите 6 месеци да опипаме пулсот кај луѓето, да видиме како ќе тече целата работа и навистина бевме позитивно изненадени од приемчивоста на домаќинствата на луѓето, затоа што и претходно имало искуства негативни во делот на фрлањето на отпадно масло за јадење. Еве имаш пример во Охрид пред 2-3 години, каде што не знам колкава делница од канализационата мрежа била едноставно нели оштетена баш од фрлањето на отпадно масло за јадење. Нешто што изискува и плюс трошоци за самата локална самоуправа, нели за сето тоа да се санира. Да. Од друга страна, 1 литар отпадно масло за јадење загадуваат 1 милион литри вода. Почва, индиректно воздухот и сето останато, така да имајќи ги тие сите факти, сите тие истражувања на некој начин во претходен период и соочувајќи се со проблемот, нели, што го имаме сите, каде да го фрлиме отпадното масло за јадење, навистина луѓето беа приемчиви за да станат дел од овој систем на собирање на отпадно масло за јадење и навистина бројот на луѓе на домаќинства секојдневно расте. Се повеќе се вуваат, дали во Сунилens, дали во Љубезност, не контактираат, дали преку Facebook страната и се дел од овој систем. Навистина сме позитивно изненадени од вклученоста и од интересот на граѓаните да бидат дел од системот, односно од овој проект заеднички што го кажуваме рециклирај и донирај. Да, во домаќинствата во секој случај е многу помала количината на отпадно масло кое што ја има. Како што реков, првенствено треба да ја имаат желбата, да стекнат една нова навика каде што пред се ќе го складираат и со тоа рековте првото нешто што се случува е можеби подобрување и чување на нашето опкружување и нашата животна средина. Но што понатаму, кој е начинот на кој што всушност потоа овие истите граѓани би можеле да бидат хумани, што на кој што како возврат следствено доаѓа кога тие сакаат да го нели складираат пред се своето масло што го потрошуваат во рамки на домаќинството. Така. Најнапред да споменам дека самиот систем функционира на тој начин што граѓаните доволно е само да се јават на телефон. Добра. И ќе им се донесе кантичка празна од 3 литра во нивниот дом, значи немаат никаква обврска, немаат никаква дополнителна ангажираност околу тоа. Полнењето на кантичката во нивниот дом не е лимитирано со време. Значи дали тоа ќе биде месец дена, 2 месеци, 3 месеци, соодветно од потрошувачката на масло за јадење во домовите. На тој период им е потребно нели за да соберат отпадното масло за јадење. Од кога ќе ја наполнат кантичката 3 литарска, повторно се јавуваат и логистичката поддршка на Сунилens доаѓа директно во нивните домови, го зима маслото и по избор на самото домаќинство или добива пола литар свежо сочогледово масло како награда или пак одлучува истата количина на масло да ја донира, а љубезност ќе ја однесе до социјално загрозените семејства. Онаму каде што е сето тоа потребно. Да, според ова што говорите, навистина не е тешко. Уште еднаш ќе потсетам и ќе кажам, треба да се има пред се желбата, а потоа и да се стекне таа убава навика, а еве би можела да донесе многу позитивни резултати. Сакате да ја ширите целата оваа идеја? Има и други здруженија, како што рековме, кои се расположени да се вклучат, и едно од нив здруженијето Порака од Неготино. Како започна таа соработка и ширење на идејата? Прво најнапред за здруженијето Порака Неготино. Да, неколку зборови повеќе, да. Порака Неготино е здружение родителско на граѓани од Неготино. Значи желбата, волјата на еден родител да го реши проблемот со нејзиното дете, да има еден соодветен дом за живење, да не заврши во институција, се претвори во реалност. Сега Порака Неготино има 18 стамбени заедници или вкупно 85 корисници, од кои се 9 во Скопје и 9 во Неготино, по 43-42 корисници. Во соработка со Тони од Љубезност се створи идеја како да донират масло
за јадење, бидејќи во тие 18 стамбени заедници функционираат како 18 домаќинства. Значи секој ден се готви таму, се трошиме масло за јадење. Значи како да се донира, како да го обезбедиме тоа масло за јадење во нашите стамбени заедници. Од друг аспект, како да ги мотивираме пред се граѓаните кои што сме обколени, каде што живееме во тие стамбени заедници, да донираат. И третиот аспект, како работно да ги ангажираме нашите корисници. Тоа е еден систем кој почиња сега најнапред нашите корисници, тоа е еден вид и социализација во разговор со нивните соседи, подават од кантите за отпадно масло и со краток разговор објаснуваат дека потоа можат да донираат, откако ќе ја соберат таа кантичка отпадно масло за лично за нив, да се користи во нивните кујни. Да, ете, рековме неколку пати, убав и воопшто не е тежок овој начин за да дојдат до нешто такво, но еве генерално и во вашиот град рековме ја ширите таа идеја. Сметате ли дека и во иднина има простор уште многу луѓе, многу поединци, домаќинства кои што ќе се одлучат да бидат дел од сето ова? Кои се реакциите нивни кои што вие таму ги слушате? Знаат ли да бидат понекогаш скептични? Колку време мене ќе ми треба за да ја наполнам кантичката, една кантичка и повеќе и така натаму? Што коментираат? Да, значи прво ние работиме и во Волково, Скопје, Ѓорче Петров и во Неготин, значи тоа се по 9. Во првичните разговори прво некои од семејства викаат па ние не фрламе, значи го користиме максимално, значи маслото. Со разговор дека тоа е штетно по нивното здравје, со одредени дека не треба да го фрлат заради заштита на животната средина. Доаѓаме до некое разбирање и на крај, кога ќе соопштиме дека може да донираат, со собирање на отпадното масло, војата нивна е подобра и се согласуваат тоа да го правиме. Мислам дека во иднина овој проект може да биде во големи размери. Да, претпоставам дека е убаво и чувството кога ќе помогнеме и на некој друг, доколку донираме масло кое што допрва треба да се употреби, а тоа некому му значи, тогаш треба и ние да бидеме среќни со нашите постапки. Еве уште неколку зборови околу големите потрошувачи. Тука говориме за домаќинства кои што нели самите треба да донесат одлуката и да се вклучат. Дали тоа подеднакво важи и за овие големи потрошувачи? Кога целата ова идеја се поставуваше тука кај нас, колку и тие беа расположени да се вклучат и да бидат дел од таков систем, рециклирај, потоа донира или допринеси на таков начин на како што ќе допринесат? Па видете, со големите потрошувачи имаме различен начин на соработка, бидејќи тој уште поодамна го почнавме. И тие се дел од индустријата, нели? Оваа акција е специфично наменета за домакинствата, значи за да се мотивираат и тие, како што кажа Тони Гоце, што повеќе да придонесуваат еколошки да се постапува со овој отпад, а секако имаат и можност да направат и добро дело. Значи главниот аспект, како што кажа Гоце, е едукацијата за домакинствата. И ние на тоа работиме континуирано, работевме доста време и се уште работиме и на прехранбената индустрија, бидејќи и нивната едукација е важна, бидејќи сите ние сме конзументи на храната која што ние произведуваат и треба да бидеме свесни како таа е произведена и дека е произведена на здрав начин. А отпадното масло е штетно по нашето здравје, има и канцерогени својства, штетно е по природата. Кога би се мешало и со комуналниот отпад, не е добро бидејќи може да дојде до протекување понатаму кога ќе се исфрли тој отпад по депониите. Значи, ова е наменето за домакинствата и ќе работиме континуирано да ги едуцираме, да бидеме што потранспарентни со нив, како што кажа Тони, сме во постојана комуникација со нив преку социјалните медиуми, може директно да не повикаат на телефонските броеви или да не контактираат и преку мејл. А исто така вршиме и директни презентации во било која прилика која ќе излезе. Така да треба време, меѓутоа има многу позитивен фидбек до сега и можам да кажам дека сме горди бидејќи до сега собравме над 1200 кг отпадно масло од кога е почната акцијата, а веќе се направени над 100 литри донации на сончогледово масло до луѓе на кои тоа им е најпотребно. Значи дека веќе и двата аспекти, еколошкиот и хуманитарниот аспект, доаѓаат до израз и се надеваме, ако до сега се вклучени над 1100 домакинства, замислете каков резултат би имало доколку би се вклучиле над 10.000, над 50.000 домакинства. Значи и двата
аспекти ќе даваат многу позитивни резултати за нашето општество. Да, еве споменавме одредени бројки за поздравување се во секој случај. Ја споменуваме и едукацијата, оние презентации кои што треба да влијаат за промена на нашата свест, но еве и вие лично задоволни ли сте од она што досега се случува? Може да споделиме еве во оваа прилика дел од оние прашања кои што најчесто ги добивате, затоа што кој еве некој во моментов не следи и се прашува како јас тоа би можел да го применувам, еве можеби почнувајќи од утре. Јас верувам дека вие редовно добивате еден ист тип на прашања кои што ги одговарате, па имате за цел да им докажете на луѓето дека ова воопшто и не е тешко да се спроведе. Дел од тие прашања ги поставивте сам и вие, Да. нели како прв контакт со самиот проект, дали што е, како е, колку време ми треба за да го соберам тоа, што ефект има од тоа и сите тие, значи сите овие прашања сега што ги зачнавме во самиот разговор се прашања што ги поставуваат и самите граѓани при првиот контакт. Така да комуникацијата е на дневно ниво, дали преку социјалните мрежи, како што кажа Андреј, дали со директни презентации, веќе имаме започнато и комуникација и со локалната самоуправа, значи со општините, за да може тоа да биде малце посистемско решение, и веќе имаме одзив, значи од некои од општините, веќе имаме контакти со општина Струмица, веќе запознаат и градот Скопје, значи со сета оваа активност, така да се надеваме дека се поголем број ќе биде се поголем број на аспекти ќе ги опфатиме за да може овој систем да се прошири што повеќе. Така да комуникацијата дефинитивно останува, прашањата се тука се и одговорите, а пред се и позитивните искуства што ги имаме во изминатата година на овој план. Да, ќе ми дозволите да ве прашам и сите вас тројца, дали пред сте се обиделе и дали можеби и вие веќе имате оваа навика, нели секогаш најдобриот пример е оној кој што лично го даваме, па кој е вашиот личен став и ставот на вашето функционирање, вашите домаќинства по ова прашање? Па веќе, значи, кругот на нашите пријатели, на роднини, значи, и на нашите семејства, веќе се дел од самиот систем, затоа што кога веќе нешто почнуваме, треба навистина да го живееме и да го мислиме тоа, не да биде само онака проформа механички, да продуцираме нешто што ќе бараме другите да го прават, а ние не сме значи, како да кажам, соживеани со тоа дека навистина функционира и дека може навистина да се оствари. Така да, веќе кругот на пријатели, на роднини кои што се во системот се повеќе се зголемува. Да, мене ми е драго тоа да го слушнам, а и се надевам дека преку овој разговор информациите кои што вие утрово ги споделивте со нас, ќе ги поттикнеме нашите гледачи, барем да се обидат, а верувам дека откако ќе ги дознаат, видат резултатите, а можеби ќе видат насмејани лица на кои што им помогнале, тоа ќе им биде мотивација плюс така и да продолжат. И само да додадам, не само граѓаните, него еве примерот на порака од Неготино, нека биде пример што би можеле да го следат и останатите здруженија кои што во својот опфат на работа имаат значи принцип на грижа за деца, грижа за возрастни, дали со посебни потреби, дневни центри, значи таков тип на здруженија, слободно да не контактираат, да го контактираат со Unilenс или еве нас како здружение, за да бидат дел од самиот процес. Впрочем, сите тие се граѓански здруженија или граѓански организации, така да кругот на луѓе и на организации се повеќе да се зголемува. Да, еве, може само да го надополниме за стартот на вашата соработка, предпоставувам не беше воопшто тешко, кога сакавте да се приклучите кон сето ова, добивте отворени врати? Тоа е на еден неформален разговор, што веднаш почнавме да го практикуваме. Почнавме, како што кажавме, прво ние, вработените, сите вклучени во процесот и почнавме да го шириме сега по населението. Да, воопшто рековме не е тешко, пред се потребна волјата и желбата, тука сте да ги едуцирате. Тие три работи. Заштитија животната средина, донирај, а имаш и личен контакт со директните корисници на маслото. Да. Прекрасна е целата оваа работа која што вие спроведувате и ја правите. Уште еднаш ќе кажам, мене ми беше и чест и задоволство да ја презентираме и на нашите гледачи. Се надевам во иднина ќе се видиме повторно да говориме за едни поголеми бројки и нови убави резултати, а воедно и за се она што во меѓувреме ќе го работите. Се надевам ќе се видиме пак во Македонија денес. Сега. Ви благодарам. Ви благодарам од срце.